Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobar den, prijatno popladnevi posakuvam od studiota na radio Slobodna Makedonija, 28. septembri. Ja sam Milenko Nedeljkovski, kime slušate jedan čas, so ograničen izborna muzika, pa taka nam je pomeđu bugarska muzika i Tony Bennett se rešiv daneska da emitujem muzika od Tony Bennett. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. I tako još jednaš dobar den, Milenko Nedeljkovski. Temi koliko sakaš za diskusija, među to i ograničuvanja koliko sakaš su najrazličniji uredbi, zakoni, agenciji, regulatori, manipulatori, revizori. U всякой случай, слободата на говорот во Македонија е на ниво полошо од она што беше во комунистичкото време на Јосип Broz Tito и Лазо Колишевски. Значи, забраната е било каква слободна импресија, било каков слободен заклучок, мислење, било што. И тоа што е најинтересно не е забрането на сите, на оние кои работат против оваа држава, на нив им е дозволено. На оние кои работат во корист на својата држава, својот народ, својата нација, својата историја, на тие им е забрането. Едно од забраните е дека не може да се емитува македонска музика. Ние сме единствена држава во светот. Од Радио Слободна Македонија денеска се обидува да го контактира директорот на Агенцијата за аудиовизуелни услуги, Зоран Трајчевски, да даде изјава што станува, кои се правата, кои се обврските, што е, зашто не може да емитува македонска музика. Меѓутоа тој цел ден не се јавувал на серија од телефонски јавувања, барања и СМС пораки. Такво криење само кажува дека има нешто труло во државата Данска. Инаку сме доведени во апсурдна ситуација да сме единствена држава во светот која не емитува собствена национална своја музика, македонска музика. И минатиот пат го постави прашањето, па пак и си го поставам. Што ќе стане ако со било кој, со владата, со државата, со председателот на државата, со парламентарците, што ќе станува во Бугарија ако се забрани да се емитува бугарска музика во Бугарија, српска музика во Србија, хрватска во Хрватска, италијанска музика во Италија, шпанска во Шпанија, француска во Франција. Што ќе стане? Еве да забранат да се емитуваат Битлси во Англија. На што ќе личи тоа? Ние се доведовме во таква ситуација до ниво да радијата и телевизиите не смеат дури да емитуваат и химната на Република Македонија, бидејќи е под авторски права кои се во соодветната агенција кој ги прави сите овие проблеми, и покојниот Тодор Скаловски сега се превртува во гроб, бидејќи неговата химна не може да се изведува, не може да се емитува, може евентуално да се изведува. Значи, ако дојде оркестар па да свири на свадба. Или сега јас да ја запеам овдека, тоа е изведба и тоа е можно. Меѓутоа, официјално, како отварање на програма, ако ги гледате хрватските телевизии, кога отвараат програмата, емитуваат хрватската химна, се вее, се развиорило едно знаме, една плаветина на небото, една убавина, една гордост блика са бајлето кога почнува утринска програма и вечерта кога завршува ночната програма. Сето тоа на нас, македонците, од страна на нашите македонски институции, од страна на луѓето кои ние ги плаќаме, од нашиот буџет, од нашиот данок, ние е забрането. И сега Радио Слободна Македонија, исто е со Канал 5, во тие две куќи ја соработувам, не може да емитува домашна музика. Од први не може да емитува српска,
bugarska, da kažem, ja ne sekam da je ni to albanska, ni to grčka, ni to. Može bi nešto hrvatska, međutim, u toj slučaju bi bil nekorektan, znači samo etnički bi bil pristrasen i to, a ne nego. Sakam i сега moramo da se rešime da si emituvаме stranska muzika. Tony Bennett, jedan od mojih omiljeni izveduvači, avtori, pejači, pokojen na vistina, međutim, su večni pesni. Če slušate Tony Bennett kaj mene, a ne može da go slušate Todor Skalovski. Thank you very much, Zoran Trajčevski. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne gi slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Najnovata inicijativa, odnosno del od programata na ВМРО je okolo subvencionirането на возење на електричен погон, автобуси, такси и така натаму, ми даде за право, односно ме подсети на мојот пријател од Швајцарија, Даниеле Генсер. Инаку тој е веројатно најголемиот жив дисидент во Европа, а секако најмладиот жив дисидент во светот, со кого сум добар пријател и кај кого сум бил неколку пати. Тој живее во близината на Базел и во близината на Базел има и своја канцеларија со свој истражувачки центар. Кај кого, всушност, кој ми овозможи прв пат да возам електричен автомобил, а да не се тоа онија бампер аутенца во Луна паркови. Инаку Даниеле Генсер е многу интересна личност. Се работи за човек кој е вегетаријанец, е планинар, целата негова фамилија е таква, и деца, жена, сите, и живее во гринхаус, во зелена куќа. Значи, струјата ја прави од сонце и од ветер, водата ја прочиствува, дури и одводната, она, да кажеме, водата која треба да оди, која е канализациона, го превртува тој систем, па со тоа полива дворот, така натаму собира дождовница, додека е тоа дозволена. Во Швајцарија се уште дозволено, за разлика од Германија и Америка, да кажеме. И живее во комплетно така чиста куќа, зелена куќа која не троши фосилни горива и која во голема мерка е енергетски независна. Многу малку струја троши, многу малку има расходи за струја. Во рамките на својата куќа има една како стакленик, така, во кој има насадено најразлични видови зеленчуци, трави, тоа тој што го јаде и неговата фамилија. Така да неоти има некој финансиски проблем, па не може да си купи месо или да јаде и така натаму, едноставно тоа му е стил на живот. Ето и Даниеле Генсер, тој е мој пријател, има ауто која се вика Тесла, Model S 60, со опремата каква што има тој. Тоа ауто чини околу 80.000 евра во Швајцарија. Инаку, реално, од најслабата до најсилната верзија е меѓу 65.000 и 120.000 евра. И јас имав можност да го возам тоа ауто. Тоа ауто забрзува од 0 до 100 за 2.7 секунди, значи под 3 секунди, значи може да го изведе секој Ферари, Порше и така натаму. Масерати. Супер економично е, нормално електрично ауто е и под предната и под задната хауба нема ништо, него се практично багажници. Неговиот придвижувачки елемент се акумулатори, односно батерии, кои се наоѓаат така легнати некаде зад задната клупа и над задната осовина, воопшто не се гледаат, како да не постои, како да вози на воздух. Инаку во автомобилот се работи на таа струја, на тие батерии, навигација, клима, ако сакате ладење, грејење, прозори на струја, дигање, спуштање, заклучување, па и така натаму, и така натаму.
Работата е што таквите аута немаат ни еден дел кој е карактеристичен за нормалните аута со фосилни горива, со внатрешно согорување. Значи не постои менјач, менувач, не постои ламела, не постои друг лагер, не постои диференцијал, ништо не постои од тоа што вака знаеме. Мислам, далеку не моторот него, самите подвижни елементи, ништо од сето тоа не постои. Многу интересно ауто. И јас имав можност да го возам едно половина саат, 40 минути, со тоа што бев предупреден дека тој е автоматик возило и така натаму, какви автоматици кои јас и онака ги обожавам. Меѓутоа бев предупреден од Даниеле да внимавам на пешаци. Зошто? Затоа што аутото е комплетно безшумно. И сега пешак кој е научен дека сепак, добро, има зелено светло за пешаци да поминаат, црвено за автомобили да стојат, така натаму, меѓутоа има и пешачки премини кај што нема семафор, меѓутоа се автомобилот треба да застане, но и кога ќе застане автомобилот, ако пешакот не е свртен кон автомобилот, како да нема ауто, значи безшумно е, тотално е безшумно, што понекогаш и некој кога се плашат луѓето, знаеш, кој ќе види и ауто одеднаш, а тотално е безшумно, па така да има неколку држави кои инсистираат, а има и многу луѓе кои ќе го набават аутото, сакаат да е со звучници кои имитираат работа на бензински мотор, па за луѓето да обрнат внимание дека има некој ауто за да не се деси некоја катастрофа. Во секој случај се работи за една иднина, светска иднина. Тесла, например, со тие брзи чарджери кои за 20 минути го полни аутото, супер брзи чарджери, тоа е да кажеме бесплатно е полнењето ако полниш во сервисите на Тесла, низ Европа. Па така да има рути цели, например од Шведска да стигнеш до Сицилија, не плаќајќи полнење на струја, полнење на батериите на ниедна бензинска пумпа, иако и бензинските пумпи имаат полначи, меѓутоа тоа се плаќа. Не е некоја сума страшна како што е за бензин, нафта и така натаму, меѓутоа сепак се плаќа. Но Тесла возилата имаат бесплатно полнење во Тесла сервисите. 8 години има гаранција на батерии и така натаму, и сега ти си во Шведска, тргаш да идеш за Италија, не плаќаш ништо, со исклучок на винетка во Швајцарија, ако проаѓаш на Швајцарија или Австрија винетка, и патарини во Италија. Бидејќи во Германија нема патарини, не плаќаш ништо, и едноставно возиш бесплатно. Сега ќе речеш, да, не е бесплатно, аутото е 80.000 евра, да, меѓутоа 80.000 евра и Range Rover или, мислам, било кој ауто. Добар BMW, така натаму, Audi, било што. И морам да кажам дека уште тогаш, а тоа е пред година и пол, кога го имав тоа искуство на возење такво ауто, ми остави страотен впечаток, иако со сите дилеми за Македонија каде ќе полнеш, иако тоа се полни и дома со утекач на струја, ама тоа иде поспоро. Иако, да кажеме, такви брзи полначи можеш да си купиш, меѓутоа еден брзи полнач чини 5.000 евра, спорите полначи чинат околу 1.000 евра, а постои можност да си полниш онака на струја, баш да се уклучиш као телефон, као телевизор, тоа е уште поспоро, меѓутоа во текот на вечерта. Сега, неколку месеци подоцна одам во Дубровник, еден мој друг пријател кој се каже Желко Петровиќ, и Желко вика, знаеш, Миленко, купио сам нови ауто. Инаку се работи за еден исклучителен тип таму, кој на главната улица во Дубровник има 5-6 јаки дуќани, сите со јаки фирми, Ray-Ban и така натаму, Versace и така. Исклучително фин човек. Со многу имот, фирми и така натаму. Пие само вода во животот, ништо друго не се напил, само флаширана јана пие. Јаде или риба, или зеленчук. Тренират секој ден, загрејане за тие фајтови и така натаму. И имаше, ја кога претходниот пат кога бев, имаше BMW од оние SUV и имаше Porsche Carrera црн, а и га продав се таа ауто и продав аутото, купил друг BMW
kao SUV za poduhvat i kupil BMW i3. To je električno, to BMW. To je malo to BMW električno. BMW koje nekade gi gledal cenite među 35 i 40 ili po-bezbedno da bide, smetete su 40 evra. Problem od na tije pomali auta, da kažemo ova Tesla za koju vi zborav na Daniela Genser, Tesla tam ima autonomija, tako da je narečemo, među 400 i 450 km. Znači, toliko vozi treba da je polniš na charger. Što se, znači, jedinstveni od praktično problema je polnjenja. Tamo svega, ako vlezeš u Tesla servis pa polniš, tamo chargerite se brzo se polni, tako na to, međutim, ta autonomija ti je realno ograničena. To je osnovni problem na tije električne auta. I ova malo BMW i3, to ima autonomija 130 km. Znači, on je za gradska vožnja. Gradsko voženje. Ako dođeš u Skopje da si kupiš takvu, da, možeš da voziš 130 km. Ako živeš u Gjorčije, ako živeš u Pintije, Dračevo, ne znam kada je duri, onda je gore ona elitna naselva na kaj Pantelemon. Ti je 130 km, ti go zatvara den od večerta, si odeš i staviš auto u garažu ili u dvorgu, uključuješ u struja se, ba je pak poln. Međutim, ta autonomija na toj BMW i3 je realno mala, 130 km. Znači, što je 130 km? Da izlezeš od Skopje, da kažem, živeš primjerno, evo, kaj nova železnička stanica, da izlezeš od Skopje i da stigneš do Negotino, da stigneš do Demirkapije, maksimum. I tamo treba da go polniš auto. Znači, ta autonomija, pogolemo, to nema. Znači, da kažem, je nepraktično da voziš za Grciju, ti polnenje to je bara mnogo vreme i tako na tomu, pa tamo kad će polniš i tako. Znači, ta autonomija na to automobilče je nedovoljna, odnosno je dovoljna za čovjek što si ima rabotavog grada, relativno mali se vozilata, lesne za parkiranje. Žena koja odi na pazar ili taka ili nešto nekoj da kažem biznismen koji je slobodan biznis da može se prošeta levo desno, otidi do vamo, otidi do tamo, otidi si doma i je to 130 km. Autonomija ta je osnovni od problem na site proizveduvači na električni automobili su to je što sveka godina izmisluvat, odnosno doteruvat, odnosno go upgradeovat delo okolo baterijite, odnosno okolo akumulatorite, da izdržuvat poveće, da vozat podolgo, međutim, sve ti automobili realno koji imat problem, da kažem, daleko je vreme to od koja će ima primjerno Range Rover koja je na struja ili koja će ima, što znam, Land Cruiser Toyota na struja, Grand Cherokee Jeep na struja, to je daleki vreme, zato što se tije pogolemi, poteški, poveće struje treba, a se automobili, odnosno vozila, koji se predvideni za da imat golem radijus na dviženje, znači se kačuvaš nekade, odiš, da kažem, svoj džip na Kajmak Čalan i se ti, kad stigneš, ne možeš se vratiš, što ti nema kaj da polniš tamo, ne možeš da uključiš struje ili da nosiš agregat, eventualno u bagažnik, pa da ga upališ agregat. Tako da, jedinstveni od problem, međutim, za urbanite sredini, za celta koja sada se postigne su tije novi predlozi za električni automobili, odnosno za čist grad, za čista okolina, za čist vozduh, ti električni automobili se idealni. Jedinstveno, pak, velam, Tesla ta ima 400-450 km autonomija za dviženje, međutim, evo, zamislite da trgnete su od Tesla da vozite za Italija, za Avstrija, kad trgnete od Skopje, već je pred Belgrad, mora da stanete da polnite. Da, benzinska pumpa, ako ima fast charger 20 minuti, voreti piješ kafe. Ako nema fast charger, je 4 sata, normalni od charger, normalni od polnač, a već je 8, 9, 10 sata ako je samo ustruje, to je znači da ga treba sediš da spiješ u hotel. Toj del, mislim da na Balkanu ceo što je ne je rešen, znači duri da zemeš takvo auto ovdeka, ti go koristiš samo za da kažemo, ga uzimaš za Skopje, samo za Skopje. Kupuješ BMW i30, ne možeš da stigneš do Ohrid. Od ti Ohrid je 180 km, a ovo ima autonomija od 130-140 km. Znači, to je sevaka plusovi i minusi. No, fakt je, za majke predvid koliko mnogo i kako državite kao Norveške i drugi državi
insistirati na regulacija i na zakoni da mora što je možno poveći električni auto da ima, to se realno автомобилите на иднината, иако проблемот со батериите, наречете и акумулаторите, е еден од основните проблеми со кои се борат и ќе се борат производителите. Исто така е важно да се знае дека не сите производители или најголем дел од производителите на автомобили не произведуваат електрични автомобили, барем за сега. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Вчера и денес е реално покрај сите политички настани и сите избуднувања, овој кажал, така натаму, е ден на фудбалот. Па така да некој кој ќе каже денеска трезор, јас си асоцирам на поранешниот француски фудбалски репрезентативец. Исклучително добар фудбалер трезор. Така да гледам ја каде тука има афера, не сватив зашто се работи. Меѓутоа, пак велам, ова денеска е денот или овој за фудбал. Во нашето најблиско соседство изградат Лудогорец и Пари Сен-Жермен. Лудогорец без бугари, Пари Сен-Жермен без французи, односно по 2-3 имаат. Ама за жал тоа е фудбалот. Арсенал нема нито еден англичанец или има еден. На тоа се сведе фудбалот и ја мислам дека тој дел е практично една од работите кои го прави до известно време го правеше атрактивен, ја мислам сега не, затоа што едноставно не се судираат народите, нациите, државите, капацитетот на една нација, туку се судираат корпорациите. И тоа е некаква иднина на планетата, да не се судираат, да кажеме, Франција, Германија, Русија, не знам, Америка, туку да се судираат Кока-Кола и Пепси, Пума и Адидас. Несле и Пармалат и не знам, такви. Тоа мене лично не ми се допаѓа, затоа што сметам дека, да кажеме, ако се викаш Наполи, треба да имаш вонатрем италијанска крв, ако си викаш Манчестер Сити или Юнайтед, исто така. Ама сакало неќело, еве, јас вечерва ќе ги гледам оние комбинирани преноси кои се, но факт е дека ќе е многу интересно во Мадрид, Атлетико Мадрид, Бајерн Минхен, да видиме што има промена во Бајерн со доаѓањето на Анчелоти, да ви го видиме и пристапот на Атлетико Мадрид, кој некако доаѓа во време кога почнува да станува заситен и од својот тренер, и од играчите, и од постојаното доаѓање до крајот, ама не напивање вода од изворот. Има, значи, вечер играат Арсенал Базел, Лудогорец Пари Сен-Жермен, Наполи Бенфика, Бешикташ Динамо Киев, Борусија Мехенгладбах Барселона, Селтик Манчестер, Ростов ПС Вајтховен и Атлетико Мадрид Бајерн Минхен. Тоа би требало да бидат надпреварите, иако мислам дека овој режим, овој начин може носи големи пари за УЕФА, ја не спорам. Меѓутоа, протежирање на нации, да во една нација може да има 4-5 клуба, а од друга ни еден, ја прави разликата која всушност вчера ја окрка пример Динамо Загреб. Динамо Загреб сем за некакви пари кои ги добива, кои ќе се подолат на масата, за никаков друг, нема никаков, баш и Чиро Блажевиќ збореше, нема никаков друг надпреварувачки момент зошто се надпреварува во ова најелитна лига. Не можат ништо едноставно да направат. Од друга страна, богатите Арапи, Руси или оние Косоки од далечниот исток прават големи тимови со големи пари и доминираат во една реално специјална лига. И сега, ако гледате, бидејќи има премногу фудбал на телевизија, премногу спорт воопшто на телевизија, човек ако сака да е рационален и да има време за било што друго, да прочита нешто, да отиде до некаде, да си заврши некоја работа, мора да прави
da gleda samo točki od nekakvi si nadprevari porano italijansko to prvenstvo koje beše važno, bitno, golemo, сега jednostavno je na nivo na nekoga što beše francusko, to znači imalo, nemalo. Anglijsko to je prvenstvo koje se sledi i 2-3 duela vo špansko to Bayern je dominanten vo Germanija i sve to ne postojat klubovi veće kao što je, što znam, Ajax ili takvi nekakvi Steaua, Crvena zvezda. Jednostavno nema, turski te klubovi, grčki te, ne postojat jednostavno je to. Kako da kažem, jedno odenje koje mene lično ne mi se dopaja. Se kako niti me prašava neko i niti moje to mišljenje je važno za luge to od UEFA, ti jak si go brkat biznisu, iako se kompanija koja ne smeje da stava pari, da štedi pari, da gi stava na smetka, mora sve to da potrošati, neki si najdat način i kako. Zato imaš i toliko aferi i u UEFA i u FIFA finansijski. I zato je nastrada mnogo luge od Michel Platini preko Beckenbauer, preko 300 čuda. Međutim, fakt je deka, da kažeme, na raspad od Jugoslavija, koga Crvena zvezda se boreše za evropska i svjetska šampionska titula, sepak imaše stranac, mislim Belodedić, Romanec i nemaše nijedan drug, u ramkite na SFRJ Jugoslavija stranac. I nekako beše bitka među Francija i Jugoslavija. I drugi te, koga bilo, da kažeme, koga igrale u finale, Juventus, tako na to, Italijani protiv, da kažeme, Angličani ili Germanci protiv Angličani, ako se sjećavate, onaj nadprevar Manchester, Bayern, vo Madrid. Svega sve to toga nema, sve to je toliko izmešano, odiš u Angliju, gledaš anglijsko prvenstvo, si te treneri Italijani vnatr. Ako ne si Italijani, si eventualno Portugalci. Angličanite koji se neli kao kolevka na futbolu, gi nema. Duri ima takvi Italijanci, Benitez jedno drugo. To je to koji se i vo vtora liga, odnosno vo nivnata, da kažem, sledna liga. Poslabata liga, vtora po vrednosti. Tako da, to beše moja ta beseda futbalska, u ovoj futbalski den. To beše Milenko Nedeljkovski radio show na Radio Slobodna Makedonija. Ove pozdravujem site slušatelji koja slušate ova emisija. Vi posakувам убаво попладне, убаво доколку сте покрај малите екрани. Убав фудбал, ако ви е интересен, ако не, прошетајте се со децата, внуците, женската, супругата, дечкото и така натаму. Уживајте во некоја добра кујна, македонска, а ние се гледаме јас и вие како публика во петок, кога на Канал 5 имам интервју со Мирослав Лазански, а како радио публика се слушаме следната среда од 17 часот. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.